председателе. Последен говорник сум денеска и ќе се трудам да бидам што е можда по-концизен. Може би да имавме држава во која што функционира системот, институциите, доколку се следат законите, процедурите, насоките, актите што самите оваа власт ги носи, може би ќе немаше ни потреба ни од едно прашање. Имам јас сега три. Едното е до министерот за транспорт и врски, второто е до министерката за култура и третото е, ја го направи во форма на прашање, повеќе укажување до Оливер Спасовски. И сите три ги направи во форма или. Чисто да знаете дека ниту ние, ниту граѓаните повеќе од оваа власт не очекуваат, но треба да укажеме, бидејќи на некој начин, доколку знаете, и вие соделувате со собствена одговорност. Како што реков, да, тука е министерот. Ќе ги прочитам трите прашања, бидејќи се плашам дека нема да имам доволно време и да бидам коректен спрема посочените министри. Првото, дали министерот ќе постапи по своите надлежности и веднаш ќе отпочне постапка за поништување на ДУП-от СЗЗ 1 блок 10, тоа е од општина Карпош, ќе објаснам подетално понатамо, или да се отпочне постапка пред Уставниот суд. Под прашање на истото, дали министерот веднаш ќе постапи согласно своите надлежности од Законот за урбанистичко планирање, конкретно на член 69, и веднаш ќе ги одземе лиценците на планерот и ревидентот на соодветниот ДУП и сите понатамошни прекршоци, односно други постапки за одговорност. Второто, дали министерката за култура има намера да го заштити културното наследство, конкретно за аквадуктот се работи, или има намера и таа да се фати на орото на СДСМ што го игра со градешната мафија. И третото е до Оливер Спасовски, дали има намера да се грижи за здравието и имотот, безбедноста на граѓаните, или има намера да ги потврди гласините и грижите на граѓаните. За првото, неодамна СДСМ заедно со Левица усвоија еден многу спорен детален урбанистички план во општина Карпош, СЗЗ 1 блок 10. Тоа е за делче од Злокуќани. Немам намера сега да го оптоварам колку е тоа спротивно на концептот на хумана урбанизација што ние го застапуваме. Немам намера сега подетално да ви укажувам каква штета се прави на општина Карпош, бидејќи тоа е територија, односно дел каде што ние го сметаме за потенцијален развој, наместо тоа што нудите бетонизација. Немам намера да ви укажувам колку стамбен простор нови се уцртани згради, а нема ниту едно школо, ниту една градинка, ниту пак начин како поквалитетно да живеат граѓаните. Нема велосипедски патеки, нема тротоари, ниту пак ќе укажувам за фирмата што се појавува истата и во тој ДУП, и во ДУП-от во Влаје, и во Канцер паркот во Карпош 4, ниту пак за можните финансиски импликации што ги имаат директно што произлегуваат од истиот. Но, дефинитивно ја потврдува тезата, односно спрегата, за истата фирма концесионер што има кон СДСМ. Ова е извадок од графичкиот приказ на усвоениот детален урбанистички план. Поголемо намерно го испечете, за да можете дури од таму да видите дека маркичката е означена како А1, што значи индивидуално домување или куќа. Каде е проблемот? Доколку отворите на катастар за истата таа парцела, во имотниот лист гледате А2. Ова е типичен доказ да знаете како функционира градешната мафија. Имате изграден објект на терен, кој што има имотен лист за зграда, на ДУП-от, кој што поминал покрај сите процедури во локална самоуправа, добива согласност во Министерството токму кај вас, а таа согласност има улога на ревизија на сите чекори претходно што биле постапени, добива пас од ваша страна и е усвоен. Ова не е техничка грешка. Ова не е технички пропуст. Ова е намерна грешка. Кажав за која спрега станува збор, намерна структурална грешка. Ова не се исправа со обична одлука. Ова бара поведување на одговорност, постапка за одговорност и бара веднаш поништување на самиот ДУП, за кој што го наведав преходно. Затоа и кажав,
еве дозволете уште еднашка да ви повторам. Дали веднаш ќе го поништите, односно ќе отпочнете постапка за поништување на самиот ДУП, или ќе отпочнеме постапка пред Уставниот суд, и за сите инволвирани во оваа постапка, и планери, и ревиденти, да постапите согласно член 69 од Законот за урбанистичко планирање. Тоа е членот со кој што се дефинира начинот како се одземаат лиценците. Ние секако ќе постапиме, секако ќе запознаеме јавноста во периодот пред нас за повеќе детали, но би сакале да бидеме коректни, да искористиме оваа можност и директно да му кажеме што се случува на министерот и дали он свесно ќе постапи да го спречи ова или ќе остави, ќе толерира и ќе вара начин како тоа да се забошоти. Тоа е првиот случај. Вториот случај е до Министерката за култура. Бидејќи и таму станува збор, повторно со општина Карпош врзан случај, и повторно, за жал, последните информации што ги добивам, дека се прават обиди за извигрување на законот и одлуките што токму оваа власт сметаше дека ги почитува. Ова е одлуката објавена во службен вестник, ја знаете многу добро, 23 април 2021 година. Во таа одлука се дефинира начинот, парцелите и типот на заштита на Скопскиот аквадукт. Многу детално наведена, каде што, ако забележите, се наведени таксативно сите до една парцела кои што се опфатени во тој офат. Во таа контактна зона што би требало да биде заштитена како заштитено подрачје за едно вакво многу важно за нас културно наследство. Ја би додал во оваа прилика и недоволно искористено. Имавме ние некои планови да како да го облагородиме просторот, како да се искористи тоа во културни цели, како тоа да се испромовира, како државата, граѓаните на Карпош, на Скопје да имаат плюс бенефит, но тоа не е во планот на СДСМ, бидејќи СДСМ имаше намера тоа земјиште да го продава. Ова е одлуката донесена на општина Карпош, со која се одобрува постапката за продажба на земјиштата. Во нив, знам дека ви е доставена кај вас, може би знаете некој детал, плюс ќе ми кажете понатаму, стојат и две парцели, обележани се тука, кои што се директно во самата одлука за заштитеното подрачје, што вие сте донели. Таму не е за градење згради, таму не е за урбанизација, тие парцели се да бидат заштитени. Тие парцели се да го искористиме и да го зачуваме она што го имаме како културно наследство. Нешто што другите во околината го немаат. И затоа, уште еднаш ќе дозволите, ќе ве поставам прашањето, дали имате намера, согласно ово окажување, да ги прекинете тие обиди да се заобиколи одлуката, дури некои гласени беа и дека ќе се поништи одлуката со цел да се протне одлуката за продажба на земјиштето, или веднаш ќе постапите, ќе прекинете постапката, ќе преземете одговорност и ќе спречите потенцијална штета по нашето културно наследство и културно богатство. Третото ми е до Оливер Спасовски. Ние континуирано сме во контакт со граѓаните. Јас сум кажал дека можеби основната разлика помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ е тоа што можеби дискутираме сите, но за разлика од СДСМ ние слушаме. Јас ќе бидам искрен, јас не верувам на владата, но верувам на и во граѓаните. Во тие средби, конкретно бевме во Бардовци, поголема група на граѓани ни пристапија буквално независни. Навистина тоа беа граѓани што беа таму и укажа на едни гласини кои што на првиот момент предизвика мала смеа, им се извинувам еве јавно уште еднаш, беше станува збор за многу сериозна работа. И велат имаме проблем, тоа е дел од Скопје кој што произведува многу квалитетна зелка. И вика имаме проблеми со коњите на Оливер. Како му имате проблеми? Ние јадат зелката. И вака ќе се насмееме, но кога постапиле веќе, кога повикале полиција, особа X врти два телефона, за кратко време коњите се ослободени. Се повикуваат дека се ваши. Ако поминете, ќе ги видите и сега на потекот, да, јас така се насмеев, ми е жал споради тоа. Ќе ги видите на потекот меѓу Сустина, Злокуќани и Бардовци. Како се по улица, како го загрезуваат безбедноста во сообраќајот, како им нанесува штета на имотите на граѓаните. И никој не постапува. Граѓаните отпоштаа веќе постапка пред судовите, крајно сериозно ја сватија, бидејќи имаат штета,
Но ја би сакал да видам како вие постапувате и оваа појава да се прекине и тие гласини да бидат со се. Пратеникот Тони Јаревски